Изборот на влада, како и сите промени во составот на извршната власт, е една од надлежностите на собранието како представнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт во државата. Тоа е еден од принципите на кои се базира начелото за контрола и баланс во демократските општества и еден од механизмите преку кои законодавната власт ја извршува својата надзорна функција над извршната. Во членот 68 од Уставот се уредени надлежностите на собранието, меѓу кои и изборот на влада. Исто така, пропишано е дека собранието врши избори, именувања и разрешувања и на други носители на јавни и други функции утврдени со Уставот и со закон и обезбедува политичка контрола и надзор над владата и на другите носители на јавни функции што се одговорни пред законодавниот дом. Изборот на влада во собранието е уреден со уставниот член 90, според кој председателот на државата е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на влада да го довери на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандатарот во рок од 20 дена од денот на доверување на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Собранието ја избира владата со апсолутно мнозинство, односно со гласовите на најмалку половина плюс 1 од вкупниот број пратеници. Но низ годините по воспоставувањето на плурализмот во земјата, собранието во повеќе наврати се соочуваше со ситуации на избор на влада или на нови членови во владиниот кабинет, не само во периодите по одржување на парламентарни избори, туку и меѓу два изборни циклуси. Во пленарната сала имало и ситуации кога се бирале нови премиери во мандатот на еден ист парламентарен состав, како што е случај и од 2016 година, кога беше воведена така наречената преодна влада пред одржувањето избори за пратеници. Во собраниските архиви се запишани и мноштво ситуации на владини реконструкции, на потемелни промени во владините состави, како и на поединечни разрешувања, оставки и именувања на нови членови на владата. Според членот 94 од Уставот, член на владата има право да поднесе оставка, како што и председателот на владата може да предложи разрешување. За предлогот за разрешување на член на владата одлучува собранието на првата наредна седница. Доколку председателот на владата предложи разрешување на повеќе од 1/3 од членовите на владата од правобитниот состав, собранието одлучува како за избор на нов кабинет. Собранискиот деловник подетално ги уредува и разграничува процедурите за избор на нова влада и за помали промени во владиниот состав. Изборот на нова влада е уреден со деловничките членови 115, 116, 117 и 118, согласно клучните насоки од Уставот. Седница за избор на владата се одржува во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот за состав на владата и програмата, што мандатарот ги доставува до собранието. За програмата на мандатарот и составот на владата се води единствен претрес кој трае најмногу 2 дена, а гласањето мора да се изврши најдоцна до полноќ, односно до истекот на вториот ден. Во случај кога станува збор за помали интервенции во владиниот кабинет, кои не го надминуваат прагот од 1/3, процедурата се темели на уставниот член 94 од Уставот, каде што е уредено дека член на владата може да поднесе оставка, додека премиерот има право да предложи разрешување на министер, за што собранието одлучува на првата наредна седница. Во собранискиот деловник постапката е подетално објаснета во поглавието Односи со владата, во членовите 247 и 248 кои се однесуваат на разрешувањата на министри. Со членовите 245 и 246 пак се уредува постапката при оставка на член на владата.